Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Состојбата е крајно сериозна. Клучот е во доследно почитување на мерките, порача министерот за здравство Венко Филипче. Слободни кревети има се помалку. И покрај забраните низ ресторани се организираат родендени, семејни веселби и собири. Во Гостиварско во 2 наврати полицијата и пазарните инспектори затекнаа свадби со над 100 гости. Жителите на село Синичане во општина Боговиње конечно добија чиста вода за пиење. Денес беше пуштен во употреба новиот водоснабдителен систем. Состојбата е крајно сериозна. Клучот е во доследно почитување на мерките, порача министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција пред Министерството за здравство. Слободни кревети има се помалку, а се прават обиди за реорганизација на болничките капацитети. Мора да одговориме и на овој здравствен предизвик, рече Филипче. Состојбата е крајно сериозна. Здравствениот систем е под голем притисок. Ќе одговориме и на овој здравствен предизвик, но бараме поддршка од сите. Клучот е во доследно почитување на мерките. Ова денес го порача министерот за здравство Венко Филипче во обраќање на јавноста. Тој информираше дека се хоспитализирани 890 пациенти болни од COVID-19, а дека се прават напори за реорганизација во клиниките и болниците за ослободување на простор за сместување на болните од COVID-19. Тој додаде дека ќе се обезбедуваат дополнителни пунктови и термини за тестирање, особено во главниот град. Од анализите и праксата, процентот на лица на кои што им е потребна хоспитализација е околу 7, но со оглед на големиот пораст на активни случаи, бројот на сместени пациенти во болниците е 890. Во таа смисла, имајќи го предвид ова брзо пополнување на болничките капацитети, ние го активиравме нашиот план за обезбедување на дополнителни капацитети и сега практично целата зграда за интерни болести ќе биде наменета за третман на пациенти со COVID. Во овој момент се целосно исполнети капацитетите на инфективната клиника, модуларната болница, исто така сега е во функција ставена институцијата Центарот за белодробни болести. Тука се уште има капацитети за у кои што може да се сместат пациенти, но еве гледајќи го напливот и притисокот се активираше овој план за интерните клиники од приземните спратови, кај што се клиниките за дерматологија и неврологија, понатаму горните спратови, кај што се клиниките за гастроентерохепатологија, реуматологија и нефрологија. Тука го имаме предвид и делот за диализа и во следен акт и клиниките за оториноларингологија и очни болести. Во просек 16 дена се лекува средно тешка клиничка слика, додека пак тешката клиничка слика се лекува уште подолго, рече директорката на инфективната клиника во Скопје доктор Милена Стевановиќ во однос на динамиката како се пополнуваат болничките кревети. Неретко нашите пациенти со тешка клиничка слика кои се лекуваат толку долго време, на крајот се многу порано пред нивното испишување или излекување и веќе станати ковид негативни, но последиците настанати од инфекцијата го прават своето и тие навистина бараат долго време за лекување. Од тука имате еден индиректен одговор колкава е фреквенцијата на приеми на исписи. Навистина, исклучително рационално се користи секој еден кревет, секој едно легло на располагање на клиниката, вклучувајќи ја тука и модуларната болница. Исто така тоа иде и во периоди, затоа што отприлика одеднашка се полни болницата, па отприлика за тој период и се испишуваат пациенти, како сите ние сакаме да тоа секојаш биде со излекување, независно колку време тоа ќе трае. Динамиката е веднаш со исчистување на испроведување на процесите за принципите на чистење, дезинфекција на собите, да се веднаш прими наредниот пациент. Тоа навистина многу динамично се случува и затоа е многу тешко. Јас добив многу такви прашања како се извршуваат
приемите, како се прават списите, поколку тие се во текот на денот. Тоа е нешто што навистина не може ниту да се предвиди, камоли прецизно да се одговори. Министерот потенцираше дека и покрај реорганизацијата на болничките капацитети нема да се наруши редот и за другите интервенции и потреби на пациентите кои не се заразени од COVID-19, а мој термин ќе продолжи да функционира. И покрај забраните низ ресторани се организираат родендени, семејни веселби и собири. Изминатиот период во гостителски објект во Гостиварско во 2 наврати полицијата и пазарните инспектори затекнаа свадби со над 100 гости. За масовни собири во време на пандемија не треба ниту да се размислува, а не пак да се организираат, вели инфектологот Фадил Цана. Состојбата со ширењето на коронавирусот секојдневно станува се посериозна, но дел од граѓаните и понатаму се без слух за мерките на заштита и препораките. И покрај забраните се организираат родендени, свадби и други семејни веселби и собири. Изминатиот период во угостителски објект во Гостиварско, во 2 наврати полицијата и пазарните инспектори затекнаа свадби со над 100 гости. Сопственикот 2 пати беше лишен од слобода и се соочува со кривична пријава. Објектот беше затворен. Но кои може да бидат последиците по здравието од невниманието и несовесноста? Инфектологот Фадил Цана вели, за масовни собири во време на пандемија не треба ниту да се размислува, а не пак да се организираат. Ризик голем. Значи тоа ниту доаѓа во предвид да се размисли за такви собирања каде што се над 10 луѓе. Сите тие мерки што од една страна се мерки и препораки од владата, тоест Министерството за здравото, треба од другите органи да се максимално ригорозни да ги спроведуваат. Бројката на ново заразени рапидно расте, инфективните одделенија се полнат со пациенти. Наредниот период ќе биде најтежок во справувањето со корона кризата, проценува инфектологот. Обшта констатација е дека состојбата е крајно загрижувачка. Тоа го покажуваат и секојдневните бројки на заразени, на новозаразени, на хоспитализирани, кои секојдневно се кршат, значи секојдневните рекорди. Наредните денови ќе бидат и најтешките денови, недели, да не кажувам и месеци, каде што секојдневно ќе имаме нови бројки кои навистина ќе бидат поголеми од претходните. Единствен апел што може да излегува од општата проценка на оваа состојба е дека треба максимално да се придржуваме на тие 3 златни правила кои се единственото орудие до сега потврдено научно и докажано со кој може да се справиме во борбата со оваа пандемија. Според последните податоци од Министерството за здравство, регионот на Тетово има 801, додека Гостивар 340 активно заразени со ковид. Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија во гостителски објект во Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 22 часот и 35 минути од страна на инспектори од Оделението за криминалистичка полиција Тетово, од слобода е лишен 31 годишник од село Долно Палчиште, собственик на угостителски објект во Тетово, поради основано сомнение дека сторил кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, казниво по член 206 од Кривичниот законник. При контрола на угостителскиот објект во негова собственост, истиот е затекнат како работи и покрај одлуката на владата на Република Северна Македонија за работното време на угостителските објекти. Вчера околу 11 часот и 15 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 49 годишник од Тетовско Новосело поради сомнение дека извршил тешка кражба и со потврда му биле одземени украдените предмети, кои подоцна биле вратени на сопственикот. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера околу 21 часот полициски службеници на Оделението за внатрешни
внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 67 и 61 годишник од Гостиварска Симница поради сомнение дека сториле две кривични дела: пустошење на шуми и спречување на службено лице во вршење на службени дејствија. Околу 16 часот од шумочувари тие биле затекнати во атарот Нова село, како со конј пренесуваат огревни дрва без потребните документи и ги оневозможиле да им ги одземат дрвата. Подоцна во дворот на куќата од едниот од нив биле пронајдени огревни дрва исто така без потребните документи. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 22 часот и 45 минути во близина на Неготински мост, атар на село Врапчиште, Гостиварско, полициски службеници лишиле од слобода 34 и 50 годишник од Гостивар. Принивени при преглед на возило со гостиварски регистарски ознаки во кое се превезувале, бил пронајден хероин. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им биде поднесен соодветен поднесок. Вчера околу 9 часот и 20 минути во Тетовско Боговиње, полициски службеници лишиле од слобода 42, 53, 41, 30, 29, 58 и 32 годишник, сите од село Боговиње, кои пред објект во изградба на ова село половина час пред тоа го нарушиле јавниот трети мир со физичка пресметка во која користеле тврди и остри предмети. Тие биле задржани во полициската станица за расчистување на случајот. Нешто подоцна при претрес извршен во домот на 58 годишникот биле пронајдени гасен пиштол, куршуми и нож, кои со потврда му се одземени. Вчера околу 14 часот и 55 минути 65 годишник од Гостивар пријавил дека околу 12 часот на улица Боче Јовановски во Гостивар по претходна вербална расправија физички бил нападнат од друго лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Жителите на село Синичане во општина Боговиње конечно добија чиста вода за пиење. Денес беше пуштен во употреба новиот водоснабдителен систем. Градежните работи за негова изградба беа причина за политички препукувања, вмешување на полицијата и протести на жителите на соседното село Урвич. Повеќе нема да мора да купуваат вода за пиење или да полнат од други места. Низ чешмите во домовите на жителите на село Синичане во општина Боговиње тече чиста вода за пиење. Тие со децении го чекаа овој ден. Нивната иницијатива се исплати, иако изградбата на водоснабдителниот систем беше причина за политички препукувања помеѓу централната и локалната власт. При тоа протести организираа и жителите од соседното село Урвич, кои сметаа дека се користи вода од нивниот извор, а за време на работните активности имаше и присуство на полицијата. Ние вода не сме имале вода со бактерии, со ешириаколи, се снаоѓавме со купење. Имаме купена вода и така се имаме снаоѓање. Ова имаме економија со декади, со време, години, сега е постигнато за да имаме вода за пиење во село Синичане. Па ние вода за пиење немавме, имавме вода од каналот имавме, то вода не беше за игиена, за ништо не беше и затоа ние го земавме ова иницијатива. Проблемот беше надминат по заеднички разговори помеѓу локалната власт и владата, како и советување за реализирање на неколку проекти за селото Урвич. Има некои дезинформации во владата, па исто така и со населено место Урвич, дека водата се зема од некој приватен имот или така натаму. Ние располагаме со целокупната документација и докажавме дека тоа не е тоа и така и се реши волја на влада, на мештаните тука од Урвич, од Синичане и јас како градоначалник и го решивме овој проблем. Село Синичане има околу 330 куќи со 4000 жители. Новиот водоснабдителен систем со траса долга неколку километри обезбедува 25 литри вода во секунда од неколку извори. Дополнително ќе се работи на помали интервенции во мрежата и во базенот. Гасоводната делница Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 86 км заклучно со септември е реализирана на ниво од 66%, со проценки дека целосно ќе биде завршена во втората половина на идната година, вклучувајќи изградбата на мерните станици и краците кон градовите, изјави денеска премиерот Зоран Заев при увид на градежните активности на терен. Од увидот во работите констатиравме дека делницата Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 86 км, заклучно со септември оваа година, е реализирана на ниво 66%, со проценки дека целосно ќе биде завршена во втората половина на идната година.
вклучувајќи ја секако изградбата на мерните станици и краците кон градовите. Без разлика на тоа што заради последиците од пандемијата со COVID-19 изведувањето на работите е забавено, овој магистрален гасовод со сите придружни инфраструктурни елементи ќе го комплетираме во вториот квартал на 2021 година. Ова динамика на градежни работи веќе го прави многу блиску гасот до индустријата и до граѓаните. Следува фаза која ќе ги определиме операторите на секундарната и терцијалната мрежа, кои ќе треба да обезбедат пренос и приклучок по ниски цени, достапни за граѓаните и стимулирачки за индустријата. За енергетско поврзување кои отвараат широки перспективи и за брз економски развој и за стабилно снабдување на граѓаните со ефтин и еколошки енергенс како што е гасот. Еден дел од тие перспективи е токму овде постоењето на точката на новиот интерконектор со Косово, кој што продолжува преку Косово, Црна Гора и натаму. Значи ќе бидеме преносен систем и за други држави, кој што секако ќе влијае многу на поволноста на цената за крајните конзументи, заради тоа што таа зависи од скупните количини на користење, но секако и приходите што ќе ги оствариме заради преносот на газ. Бараката за туристичкиот инфоцентар во Гостивар е преместена од плоштадот. Привремениот објект доживеа 2 локации, но не и ставање во функција. По околу 5 месеци монтажната барака во која треба да проработи туристички инфоцентар за Гостивар е преместена. Од градскиот плоштад, каде беше првично поставена, дислоцирана е до Центарот за култура. Причината за ова, како што објаснува градоначалникот Арбен Таравари, биле реакции на гостиварци кои негодувале привремениот објект да биде на плоштадот. Општината спровела онлайн анкета, а најголем дел од граѓаните ја предложиле новата локација како најсоодветна. Во почеток кога се постави бараката имаше реагирање од повеќе граѓани. Ние знаете за повеќе одлуки што носиме во општина Гостивар, тие одлуки ги носиме во, да речам, во соработка со граѓаните. Јавните дебати порано беа science fiction и сега се секојдневие. Значи, за се што одлучуваме во многу работи, од програмата, развојната програма, до буџетот, до секакви одлуки кои што се битни за граѓаните. И за оваа, знаете, направивме една анкета пред 5-6 месеци, направивме онлайн анкета, бидејќи беше пандемија, тогаш започна, и побаравме мислење од граѓаните кај би било најадекватно место да се постави таа барака. На првичната локација на бараката се противеше и гостиварскиот огранок на Дуи, од каде тогаш реагираа дека го попречува движењето на граѓаните на најфреквентното место во градот. Објектот доживеа 2 локации, но не и ставање во функција. Ковид пандемијата го одложи неговото отворање. Туристичкиот инфоцентар е проект вреден над 20.000 евра, а општина Гостивар го спроведува во соработка со Центарот за развој на Полошкиот плански регион. Финансиране од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Негова цел е да служи посетителите и туристите да се запознаат со културното наследство на Гостиварскиот регион, природните убавини, хотелските капацитети и слично.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Бидете одговорни и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!